Во ова издание, олигарсите на удар, кој и што е мета на така наречените закони Магнитски во Европската Унија. Осигурителни компании во Северна Македонија нудат патнички осигурувања со вклучен ризик од COVID-19. И покрај пандемијата, осветлување на божикната елка во Њујорк, зрак на надеж. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е News Flash, јас сум Јане Боаджиевски. Прекршителите на човекови права ќе се соочат со замрзнување на имотот и забрана за патување со новата легислатива во Европската Унија. Хенри Рижвел со најновите детали. Казина во Кан, пристаништа на Средоземното море, бутици во Париз и во Милано. Умилени дестинации на супербогатите каде ги инвестираат своите пари. Наскоро тие ќе бидат недостижни за корумпираните официјални лица и олигарсите обвинети за кршење на човековите права. Европската Унија официјално го усвои така наречениот Магнитски акт на 10 декември на Денот на човековите права. Тој овозможува на ЕУ да воведе забрана за патување и замрзнување на имотот на прекршителите на човековите права. Финансиерот Бил Браудер, кој спроведуваше кампања за слична легислатива во земји ширум светот, вели дека придобивањето на Европа кон ова прашање е голем напредок. Тоа се држави кои диктаторите и клептократите сакаат да ги посетат. Тие одат во Јужна Франција, Сардинија, Шпанија. Има нешто што таму многу им се допаѓа. Ако се имплементираат овие закони согласно актот Магнитски во ЕУ, мислам дека ќе има драматично влијание врз однесувањето на прекршителите на човековите права ширум светот. САД, Британија и Канада веќе имаат усвоено закони Магнитски. Тие се именувани по адвокатот на Бил Браудер, Сергеј Магнитски, кој што почина во руски затвор 2009 откако откри данъчно притајување на државни официјални лица во висина од 230 милиони долари. Сепак, актот на Европската Унија нема да го носи името Магнитски затоа што холандската влада смета дека ниту една земја не треба да се чувствува дека е таргетирана. Главниот руски опозиционен лидер Алексеј Навални, кој беше отруен годинава, но преживеа, се обрати до законодавците во Европската Унија преку видеолинк. Главното прашање што треба да се запрашаме е зошто овие луѓе трујат, убиваат и фабрикуваат. Одговорот е едноставен, за пари. Европската Унија треба да цели на парите и руските олигархи, не само старите, туку и новите, како луѓето околу Путин. Тие мора да бидат вистинската мета на санкции. Рускиот претседател Владимир Путин негира вклученост во труењето на Навални. Освен убивањето на самиот Сергеј Магнитски, има бројни очигледни цели за европските закони, вели Браудер. Убиците на Џамал Кашоги. 19 саудици плюс Мохамед бин Салман, саудискиот принц, би требало да бидат додадени на листата. Кинески официјални лица се инволвирани во геноцид врз ујгурците. Кинески официјални лица инволвирани во насилствата во Хонг Конг. Режимот на Лукашенко. Официјални лица од Бурма инволвирани во геноцидот на Рохинга. Ова се само неколку случаи. Критичарите велат дека се уште е можно поедини земји членки на Европската Унија да стават вето врз било која мерка предвидена со новиот закон. Државите со блиски врски со Кремљ, како Унгарија и Кипар, може да блокираат секакви санкции. Осигурителни полиси со патничко осигурување нудат осигурителните компании во Северна Македонија во контекст на COVID-19. Мики Трајковски објаснува зошто. Дел од осигурителните компании во Северна Македонија на своите клиенти почнаа да им нудат пакети за патничко осигурување со вклучен ризик од COVID-19 и покриени медицински трошоци за лекување, како и дополнително покритие за сите патни трошоци за непланирано враќање во земјава. Тоа значи дека ќе ги покриеме трошоците за нашите осигуреници, како и за членови од најблиското семејство, а ќе се погрижиме да и за враќањето на возилото со кое што патувале, доколку заради зараза со COVID-19 не е возможно да се вратат со возилото со кое што патуваат. Иако бројот на туристички патувања надвор од државата е намален, сепак немал е бројот на оние кои поради неодложни, деловни обврски, студиски престои или превоз на стоки и патници во вакви услови ја
напуштаат државата. Така што во случај да се соочат со COVID-19 имаат решение и нема да бидат натерат на сопствениот буџет или пак натерат на институциите. Климе Поповски, универзитетски професор по осигурување, вели дека осигурителните компании многу тешко сами ќе можат да ги осигураат сите ризици, но и да ги покријат загубите кои произлегуваат од пандемијата. И заради тоа треба да се размислува за заедничка одговорност помеѓу приватниот и јавниот сектор, односно јавно-приватно партнерство. Имено и во делот на осигурувањето против ризици од природни катастрофи се покажа дека јавно-приватното партнерство е одржливо решение. Поповски очекува компаниите помасовно во иднина да нудат осигурителни полиси со вклучен ризик од COVID, но и да изноѓаат нови иновативни продукти. Кога ќе имаме помасовно патување во странство, сепак ќе биде во период кога ќе биде веќе и вакцината, кога ќе дојдеме на излезот од пандемијава и на тој начин изложеноста на ризик ќе биде многу помала за осигурителните компании и тие тоаш ќе можат со малку поголема, да речам, слобода и со поголем ризик да го вклучуваат тој ризик. Бројот на туристички патувања во земјава е намален за 90%. Очекувањата се дека така ќе биде најмалку до напролет. Сепак сите гледаат надеж во вакцината, за која македонските власти веќе најавија дека во земјава ќе стигне во првите 2 месеци од 2021 година. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на News Flash, празничната атмосфера во Њу Јорк поради пандемијата со коронавирусот годинава е поинаква, но некои работи не се менуваат. Погледнете. Годинава е тешко да се стигне до платото пред Рокфелер центарот дури и пеш, но тоа не спречи стотици луѓе да дојдат и лично да ја видат елката. Годинава автобуси го блокираа погледот, па најдобрите позиции беа резервирани за оние кои церемонијата ја следеа виртуелно. Од овде можам да ја видам елката. Може малку да видам и автобусите. Украсената елка беше спектакуларна за церемонијата на вклучување на светилките. Сосема различно од тоа како изгледаше кога пристигна во Њу Јорк, згмечена и соголена од едната страна. Соодветно дрво за оваа година, напишаа многумина на Твитер, но сега елката изгледа убаво. Следеше светлосно шоу, а украсените излози на продавниците придонесоа за празничната атмосфера. Пандемијата е депримирачка, но се обидувам да уживам, иако е тажно. Јас сум медицинска сестра и мора да бидеме позитивни. Ќе биде подобро. Да, ова е прекрасно. Сепак треба да го има. Со се што се случува мора да имаме Божич, празници, радост и мир. Сите да бидеме безбедни. Кога елката беше осветлена, малку магија се расшири низ студените улици на Њу Јорк. Ги постави автобусите за да спречат луѓето да се собираат на улицата, но тоа не ги спречи особено њујоркчаните и туристите кои сакаат да го видат историскиот момент кога елката се осветлува. Ова е традиција која започнала во 1931 кога работниците кои го граделе центарот Рокфелер заштедиле дел од своите плати за да купат елка која самите ја накитиле со рачно изработени украси. Сега елката има 50.000 различни лампиони, а на врвот е звезда од сваровски кристали. Во вообичаена година 750.000 луѓе секој ден доаѓаа да ја видат елката поставена пред Рокфелер центарот. Но во 2020 пристапот е ограничен на само 4 луѓе едновремено и секој може да остане најмногу 5 минути. Може би е доволно за да се почувствува малку празничен дух. Тука е крајот на News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Посетете нашата интернет страница glasnaamerika.com, следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.